Денеска зборуваме на актуелни теми, а една од општините кои што интензивно работеше во 2025 година е општина Аеродром. Колегата го спомна нашиот гостин, првиот човек на општината, градоначалникот Дејан Митевски. Добро утро, добре ни дојдовте во емисијата. Добро утро и поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Благодарам за поканата. Започна новогодишната еуфорија во главниот град, меѓутоа и во општина Аеродром. Ќе има ли богата програма за време на новогодишните празници во вашата општина? Да, веќе во текот на целиот месец декември организиравме разни настани со различни групи, од најмлади до највозрастни. Имавме една малку поинаква, меѓутоа интересна програма, каде што дадовме можност на сите генерации да се забавуваат и да уживаат во овој предпразничен период. Така беше изминатиот викенд, каде имаше навистина една интересна програма организирана во соработка со JVR Mall и Capital Mall, каде што настапија повеќе музички звезди, каде што се понуди една програма за најмладите, од настапи на Поточиња, Стела и Сани, други настапи и заврши со концерт на нокаут и навистина аеродромци уживаа во таа програма која што навистина беше едно пријатно изненадување во овој предпразничен период во однос на новогодишната ноќ. Ние како општина се приклучуваме кон прославата која што организира градот Скопје и сметам дека треба навистина да имаме една централна скопска прослава каде што ќе може сите жители на градот Скопје заедно да се соберат и да ја прослават, односно да ја дочекаат новата година, но не запираме тука. Веќе во текот на месец јануари продолжуваме во овој празничен ритам и ќе има низа на настани каде што аеродромци исто така ќе можат да уживаат. Настани кои што ќе опфатат голем број на луѓе, особено дечињата најмладите. Прв таков настан ќе биде Бадниковата поврка, каде што општина Аеродром е дел од не организацијата, меѓутоа од поддршката за ова навистина преубава организација и понатаму ќе следат сите оние настани кои што го одбележуваат месец јануари. Општина Аеродром делува од Европската мапа на културата за 2028 година и ова е нешто што го очекува главниот град, меѓутоа ќе се вклучат и сите општини во Скопје. Да, неминовно ние како општини во рамки на градот Скопје да дадеме поддршка на овој сериозен проект. Градот Скопје Европска престолна на културата во 2028 година. Во текот на вчерашниот ден потпишавме и официјално меморандум за соработка со градоначалникот на градот Скопје, каде што се обврзавме заеднички да учествуваме во организација и промоција на овој значаен настан. 2028 година дефинитивно ќе биде година во знакот на градот Скопје и во знакот на културата, меѓутоа не само културата како култура, туку и урбаниот начин на живење, урбаните активности кои што ги реализираме и како можеме како општини да помогнеме во оваа организација. Во таа насока ние веќе и отпочнавме со изградба и на првиот мултифункционален центар во општина Аеродром, кој што ќе нема да биде само кино и театар, туку ќе биде место на вистина за култура, каде што ќе можат сите аеродромци да уживаат и очекуваме истиот да биде ставен целосно во функција на Скопје, Европска престолнина на културата и голем дел од настаните кои што ќе бидат поврзани со оваа манифестација да се одвиваат токму во општина Аеродром и на тој начин жителите на Аеродром да бидат директно вклучени во оваа манифестација. Да, и заслужуваат општината затоа што е една од најурбаните во Скопје. Вие од неодамна почнавте и со контрола и мерење на прекомерната бучава со цел заштита на здравјето, мирот, се разбира и квалитетот на живот на граѓаните на Аеродром и веќе имавте резултати. 2 локала беа затворени. Да, тоа е по поплака и по барање на граѓаните кои што навистина немаат мир во доцните вечерни часови. Имаме разбирање како општина дека е предновогодишен период и дека потребно е забава да постои. Не дека не сметаме дека треба да постои забава, меѓутоа тоа мора да биде во рамки на нормалното и да им овозможиме и на граѓаните кои што живеат во општина Аеродром да имаат нормални услови за живот, особено во доцните вечерни часови кога најчесто се соочуваме со проблеми со прегласна музика. Вршиме интензивни мерења на јачината на музика која што излегува од локалите. Веќе се изречени десетина казни за гласна музика кон овие угостителски објекти. 2 угостителски објекти беа
затворени на страна на инспекцијските служби на општина Аеродром, не поради гласна музика, туку поради немање на соодветна документација за работа во овој период и ќе продолжиме и понатаму да ја контролираме и следиме работата на сите угостителски објекти, имајќи предвид дека нивната работа не треба да представува проблем за нормалното живење на граѓаните. Тука мора да се најде еден баланс помеѓу забавата и нормалното функционирање на граѓаните, зашто Аеродром е општина која што ја нарекуваат сите спалната соба на Скопје, каде што живеат огромен број на жители, токму поради тоа што е една мирна тивка насоба, каде што навистина може да се живе на еден поинаков начин без таа преголема бучава, галама, гужва и така натаму, така што и во наредниот период ќе се стремиме кон ова. Контролите ќе продолжат не само во овој предновогодишен период кој што е поинтензивен, туку и во наредниот период со цел да им создадеме нормални услови на граѓаните. Периодов интензивно се решаваше и проблемот со отпадот и со уредувањето во општината, и тоа мора да го споменеме, и навистина има многу позитивни критики од граѓаните кои што ите знаат често да споделат фотографии, информации на социјалните мрежи, и најверојатно тоа допире до градоначалникот. Да, дефинитивно се обидам да ги следам сите реакции на граѓаните и на време и правично да реагираме, односно да интервенираме. За жал, не за жал, туку отпадот е нешто што е секојдневна материја, не е нешто што денеска се завршува и утре нема да постои. Тоа е еден процес кој што континуирано се спроведува неговото чистење. За среќа имаме огромна поддршка и од градот Скопје во изминативе 2 месеци, која што недостасуваше претходно, и се трудиме, значи, да го подобриме нивото во однос на хигиената на територија на општина Аеродром. Не е најидеално, меѓутоа не е ништо полошо од сите останати општини, затоа сите заеднички вложуваме многу напори во однос на чистењето и на хигиената, зашто сметаме дека тоа треба да е еден од приоритетите на локалната самоуправа, да создаде здрава и безбедна животна средина и околина за да можат граѓаните да уживаат во сите убавини кои што ги имаат. Да, од тука воведовте и системска селекција на отпад, што подразбира тоа? Да, тоа е еден пилот проект кој што го започнуваме први во Скопје на овој начин. Има и во некои други општини воведена систем на селекција, меѓутоа комплетна селекција, односно од поставување на канти до собирање на отпадот од домаќинствата го покрива комплетно јавното комунално претпријатие на општина Аеродром. За таа цел, покрај донацијата која што имавме од канти за отпадоци, во кој што се врши самата селекција на отпадот, ние како општина со поддршка од Европската унија и Министерството за локална самоуправа набавивме и електрично товарно возило, кое што ќе биде исклучиво наменето за собирање на отпадот. Во прва фаза тоа е пластика, пластични шишиња од домаќинствата. Веќе работиме, интересот е се поголем, морам да кажам, од граѓаните. Граѓаните навистина сакаат да придонесат кон здрава животна средина и да селектираат отпад. Планот е во наредните 2 до 3 месеци да офатиме 600 домаќинства кои што ќе бидат вклучени во системот на селекција на отпад, кој што ќе биде комплетно сервисиран од страна на општина Аеродром. Во прва фаза одиме со селекција на пластични шишиња, односно пет амбалажа која што е погодна за рециклирање, а во втора фаза размислуваме хартија или алуминиумски отпадоци, односно лименки најчесто познати, да воведеме и таква селекција, да го прошириме системот на селекција, каде што општина Аеродром ќе го презема селектираниот отпад од домаќинството и ќе го предава во колективен постапувач кој што подоцна ќе го рециклира тој собран отпад, и тој отпад нема да завршува во Дрисла, односно ќе намалиме за многу количината на отпад која што завршува во Дрисла и се презема од комунална хигиена Скопје и ќе оди на место каде што ќе може да биде тој отпад рециклиран. Навистина сакаме да бидеме пример за не само за скопските општини, туку и за цела територија на Република Македонија, дека можеме да покажеме да селекцијата на отпад е навистина нешто кон што треба се стремиме сите заедно, и на тој начин самите себе си да си помогнеме во однос на поздрава и побезбедна животна средина. Годинава општината доби комплетна дигитална трансформација со цел поголема достапност, се разбира, за граѓаните. Што значи сето тоа? Да, покрај воведувањето на дигитални услуги кои што ги имавме како општина, неодамна промовиравме една алатка
во насока на транспарентност и отчетност. Алатката е една многу едноставна анкета, каде што секој граѓанин кој што ја посетува општината ќе може да го даде своето мислење во однос на задоволството од добиената или недобиената услуга. Во овој процес се офатени сите вработени, вклучително јас како градоначелник на општината, и навистина многу ни значи на нас како општина да добиеме една реална оценка од граѓаните кога ќе посетат општината, да ни дадат повратна информација во однос на тоа дали ја добиле бараната услуга, колку време потрошиле за да ја добијат бараната услуга, како бил односот на службеникот каде што се обратиле и така натаму, неколку прашања кои што треба да ни дадат еден фидбек на нас како општина, да знаеме во која насока и каде можеме да се подобриме. Се со цел граѓаните да добиваат што е можно поквалитетни и побрзи услуги од страна на општината. Многу често слушаме дека се вакви или такви се службеници, дека ваква или таква е услугата. Ова е навистина една можност да секој некој што ќе посети општината да го даде своето мислење, а потоа јас како градоначелник да можам да ги сумирам сите оние анкети пополнети од страна на граѓаните или корисниците на услуги во општината, и врз основа на тоа да креираме идни политики кои што ќе значат посигурна и подобра услуга за граѓаните. Многу ни значи мислењето, затоа што на тој начин, покрај тоа што покажуваме една отвореност и транспарентност, покажуваме дека сме зрели и сакаме да прифатиме, односно да се подобриме врз база на критиките кои што ќе ни ги дадат граѓаните, и сметам дека е една одлична алатка која што и текако наоѓа добра примена. Ги споменавте вие на почетокот најмладите. 2025 ја посветивте буквално најмладите жители во вашата општина. Што се досредуваше, доградуваше во општината? Ке го споменаме тука основното општинско училиште Блаже Конески, кое што навистина добива нов, модерен изглед во новиот дел кој што е доправен, и во 2026-та учениците второто полугодие ќе го започнат во дело. Да, основното училиште Блаже Конески навистина на гордост за општина Аеродром, и нескромно можам да кажам дека е едно од најубавите, можеби најубавото училиште ќе биде, односно со почетокот на второто полугодие во Република Македонија, каде што дечињата ќе добијат навистина прекрасни услови. Сакам да изразам една благодарност до родителите кои што имаа разбирање за овој проект и чии што дечиња мораат да учат во друго училиште во овој период додека се доградуваше основното училиште Блаже Конески. Меѓутоа, со почетокот на второ полугодие комплетно сите ученици се враќаат во основното училиште Блаже Конески во едни најмодерни услови за настава, со училници и опрема по сите светски стандарди, но тука не застануваме. Отпочнавме со доградба на втора фаза од основното училиште Блаже Конески, буквално што еден толкав дел заедно со нова спортска сала. Тоа е еден проект кој што го реализираме со 100% поддршка од страна на владата на Република Македонија. Во завршна фаза е изградбата на детската градинка Изворче, каде што ќе добиеме зголемен капацитет за повеќе од 200 дечиња, и се надевам дека во тој дел на аеродром ќе се ублажи многу притисокот, односно сите дечиња кои што во моментов чекаат упис во градинка ќе бидат згрижени во детските градинки. Градиме на училишна спортска сала во основното училиште Гоце Делчев во Долно Лисиче, што исто така многу значи за подобрување на условите за настава по физичко образование. Спортска сала која што се гради првпат после 70 години колку што постои тоа основно училиште. За жал 70 генерации немале можност да следат настава по физичко образование во спортска сала во еден дел од општина Аеродром која што се смета за една од најурбаните општини. Навистина се трудиме да ги подобруваме условите онаму каде што има можности за подобрување, или да создаваме нови услови каде што немало воопшто никакви услови. Работевме интензивно на изградба на нови детски игралишта, обнова на постоечките. Со гордост исто така да кажам дека Аеродром го доби првиот калистеника, стрит воркаут парк, кој што е направен по сите европски и светски стандарди. За прв пат донесовме во Република Македонија сертифицирана опрема за стрит воркаут, и еден парк кој што прерасна од едно игралиште кое што никој не го користеше со години, можеби најпосетуваното спортско игралиште во Аеродром. И не застануваме тука, веќе најавивме изградба уште на 10 такви нови паркови.
Дополнително за младите во 2025 година донесовме одлука за нула комунали за изградба на свој прв дом, што навистина сметам дека многу значи во однос на намалување на трошоците кои што младите ги имаат за изградба на или доградба или надградба на индивидуална куќа, и така ќе продолжиме во наредниот период, и во текот на 2026 година ќе продолжиме да создаваме услови за младите, се со цел да имаат да знаат дека имаат општина која што се грижи за нив, имајќи предвид дека општина Аеродром е една од најмладите општини со најголем прираст природен прираст на дечиња на својата територија, и како општина тоа треба да ни биде доволна смерница дека треба да вложуваме и градиме услови за токму за нив. Во насока на спортот, дополнително ќе се подржуваат ли сите млади таленти кои што живеат на територија на Аеродром во наредната година? Да, со буџетот за 2026 година одвоивме средства на еден амандман од една од советничките групи кој што беше поддржан од сите советници. Одвоивме финансиски средства за поддршка на талентирани ученици и талентирани спортисти. Критериумите дополнително ќе бидат утврдени од страна на советот по кој критериум ќе се избираат најталентираните спортисти и ученици кои што постигнале значајни резултати во државни и меѓународни надпревари, и на тој начин општината ќе покаже дополнително дека се грижи токму и за овие ученици покрај воведената пракса која што значи дека секоја година ние како општина доделуваме признание на најдобриот ученик од секој училиште, најдобриот наставник, што сметам дека представува еден дополнителен мотив за сите останати да се трудат да продолжат да работат најдобро што може, се со цел да имаме уште подобри генерации на ученици кои што произлегуваат. Што друго очекувате, односно што друго имате во планиве за следнава 2026 година, со оглед на тоа дека малку повеќе се фокусиравме на помладите? Кои се поголеми некои ваши идеи и планови? Ете, во 2026 година ќе отпочнеме со реализација на десетина инфраструктурни проекти за кои што веќе имаме подпишано и случајно договори кои што не се отпочнати со работа поради временските услови, имајќи предвид дека влегуваме во зимски период каде што е многу тежното работењето. Реконструкција на повеќе од 20 улици на територија на општина Аеродром, комплетно завршување на сите овие почнати проекти, доградба на основното училиште Гоце Делчев, што е уште една значајна инвестиција во подобрување на условите во образованието, доградба и проширување на еден мост помеѓу Горно и Долно Лисиче, кој што е навистина предизвик или опасно за сите оние кои што гравитираат и го користат. И многу често користат. Го користат тој мост, односно тој дел од општина Аеродром. Ке се фокусираме на подобрување на условите, развивање нови системи за зеленило, нешто што навистина го бараат жителите на општина Аеродром. Фокус на реконструкција и изградба на нови детски игралишта, нешто што го споменав претходно, имајќи предвид дека имаме многу дечиња, имаме многу жители на Аеродром кои што се занимаваат со спорт, каде што главен приоритет е спортските активности на територија на општината, поддршка за најтрофениот кошаркарски клуб МЗТ, нешто што представува гордост за општина Аеродром. Се надевам дека оваа година дека ќе успееме да се избориме за пласман во АБА1 лигата, тоа го кажам врз основа на реални очекувања, и да добиеме многу поквалитетна кошарка на македонските трибини. И да ја вратиме публиката во сала, каде што припаѓа на вистина. Дефинитивно така. Така да тоа ќе биде генералниот фокус во текот на 2026 година. Изумив уште еден проект кој што е многу значен за еден дел од општината Аеродром, тоа е делот на Стар Аеродром и Мичурин. Започнуваме со изработка на сообраќајен проект за еднонасочни улици, нешто што беше дел од нашата изборна програма, изборно ветување кон граѓаните, каде што ќе се обидеме на тој начин да го растеретиме сообраќајот, но и да воведеме нови паркинг места со тоа што би се искористила веќе постоечката инфраструктура, и сметам дека е многу важно за жителите на тој дел на општината да добијат поголем број на паркинг места, се со цел да се избегнат оние гужви кои што се создаваат. И за крај, која е вашата желба да нашите гледачи за новата година?
Па пред се посакувам многу здравје, да имаме сите заедно една успешна 2026 година, 2026 година да не направи горди граѓани на градот Скопје и на Република Македонија, сите ние заеднички да работиме во насока на исполнување на оваа желба. Благодарам многу на одвоеното време. Може би, драги, ќе се предомисли да се пресели во општина Аеродром? Веќе размислувам, да ви кажам право, бидејќи навистина ова беше инспиративен разговор. Вашата комуникација, бидејќи уште пред да почне разговорот, Ани веќе имаше и текако јасни информации за тоа што се случува во општината. Ани директно следи терен. Така. Ово се теми кои што ги следиме со години. Ви благодариме на гостувањето Ви и ви благодариме на вас. посакуваме и вам успех, сите планови, сите цели да се исполнат и за граѓаните, меѓутоа и на вашен личен план. Да, пред се здравје и ве очекуваме повторно да ни бидете гости. Сигурно, Со задоволство. Во друга Благодарам многу. прилика.